Индекс радио. Здраво на сите! Една недела пред најголемиот празник за нас глумците, 1 април е периодот кога подготовките се вжештуваат и во полнек сме во координација со главниот костимограф на 5+ фамилија, Андреј Папас. Андреј оваа година ни кажа дека треба повеќе да се маскираме во Комшо, Сара и Јана, а помалку во Тетка Душка и Дедо Менда. Имаме уште една недела до празникот, а за оваа емисија имаме најдобрата тенисерка на сите времиња од 5+ драмското студио, а тоа е нашата другарка Анѓела. Останете со нас да ги слушнете тајните на тенисерскиот живот. Позади миксетата денес со нас е Марија, која ќе отвори емисијата со песната Најдобар другар, која маестрално ја изведува заедно со Цветко. Марија, пуштај музика. Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или
Јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. Временска прогноза. Почитувани слушатели и слушателки на Радио 5+ FM. Денес, за жал, не успеавме да добиеме информација за временската прогноза од Хидрометеоролошкиот завод. Поточно, луѓето кои работат таму во овој момент се зафатени со чување на дождовните облаци во Стапица, кои упорно со врнежи веќе цела недела предизвикуваат поплава во нашиот град. Први на удар се најдоа подрумите полни со сладко, ајвар и зимница од минатата година, кои веднаш се расипаа. Зголемината количина на врнежи почна без пардон да навлегува по гаражите и да ги раштимува гитарите на музичките бендови. Дождот кој потекнува токму од тие дождовни облаци е и главниот виновник за зголемената влажност на воздухот, заради кој неколку дена поред не можат да се исушат спружените алишта на тераса, што пак ги излудува сите соседки во нашето маало. Од тие причини решивме сами да ја направиме временската прогноза за нашето драмско студио и за таа цел ги прашавме глумците. Па на прашањето какво време не очекува во текот на денот ги добивме следниве одговори. Времето ќе биде убаво, добро, па Марко одговори дека може да биде и подобро. Па добивме одговори дека времето ќе биде за кого како.
За Петко времето е многу кратко, затоа што за некој ден има тест по математика. За дедо Менде времето било многу поубаво кога бил млад и кога можел по цел ден да се шета. Имавме дури одговор дека времето ќе биде шарено и што уште не. И на крајот донесовме заклучок дека времето во драмското студио се менува според расположението на глумците. Затоа, во интерес на времето, денес останете на нашата радио Бранова должина, каде што ние ќе се потрудиме да го направиме вашето расположение ведро, непроменливо сончево со големо количество на музички ветер во етерот. Prazan stan Beža bi babi Grozen son Nema da zaboravam koga te vidov prv pat Ke ostaneš za mene se Glasot me stiska Čustvувам сам Колку ме пазиш, само јас си знам Нема да заборавам кога те видов прв пат Ке останеш за мене се Но јас не сум сам Ovoj naš ubav dom No јас не сум сам Само tvoj No јас не сум сам Ovoj naš ubav dom No јас не сум сам Само tvoj Dušo moja, se sećavaš li? Dušo moja, pa toa sum jas Nema da zaboravam koga te vidov prv pat Ke ostaneš za mene se No јас не сум сам Овој наш убав дом Но јас не сум сам Само твој Но јас не сум сам Овој наш убав дом Но јас не сум сам Само твој Повторно те гледам, прасенце мое, иста си ко некогаш,
ubava i slatka. O draga, o draga, o moja draga Pigi. Da li znaš koliko mečtam po tebe, tvoja ta slika, so ljubav ja gledam. O draga, o draga, o moja draga Pigi. Za mene ti si sosema drugo, drugarka, sosed, prijatelj prav. Vodna bluza, sokockasti rigi, moja ta slatka malečka Pigi. Da li se sekjavaš, prasence moje, mečtajv me često za šekerna volna. O draga, o draga, o moja draga Pigi. Za mene ti si sosema drugo, drugarka, sosed, prijatelj prav. Vodna bluza, sokarirani rigi, moja ta slatka malečka Pigi. За Дунав, најдолгата река во Европската унија. Дунав е долг 2850 км. Извира од Германија, тече дури низ 10 земји и се влева во Црното море. Дали знаете? За разлика од минатите емисии, денес ќе ви кажеме брзи, кратки и сладки факти од науката и животот. Ние зборуваме, а вие слушајте. Дали знаете? Антарктикот е единствениот континент на кој нема рептили и змии. Уралот може да убие млад елен и да одлета заедно со него. Дали знаете? Кртот може да ископа тунел долг 90 метри во само една ноќ. Колибрите тежат колку еден денар. По просек, секој човек има околу 1460 соништа годишно. Дали знаете? Повеќе од 1000 птици годишно умираат поради судир во прозорец. На земјата паѓаат вкупно 6000 громови во една минута. Дали знаете? Томас Едисон, пронаоѓачот на сијалицата, се плашал од темнина. Делфините спијат со отворени очи. Ребрата на човекот се движат околу 5 милиони пати годишно како резултат на дишењето. Дали знаете? Мојот живот баш е како сон. Ако сакаш да се дружиш ти,
се во овој ден. Зошто не дојдеш во овој прекрасен дом? Нека биде се во овој ден. Влези ти во приказнава. Дојди ти сега во овој прекрасен дом. Нека биде се во овој ден. Дојди ти сега во овој прекрасен дом. Нека биде се во овој ден. Моите дни без тебе празни се, штом те видам среќен сум без крај. А ако дојдеш во овој прекрасен дом, ќе ти дадам дел од животот мој. А ако дојдеш во овој прекрасен дом, ќе ти дадам дел од животот мој. А ете си, дојдеш во мојот прекрасен дом. Ќе сега си дел од животот мој. Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати e-порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. Дали ги памтиш моите зборови? Никој да не знае дека те сакам. Пред тој ден му реков јас тогаш на дождот, добар е, ги крие бар моите солзи. Престана, ме напушти последен другар. Останав да сонувам како си моја. Очи ве сакам, пак да те видам. Срце во сака, пак да те прашам. Дали ги памтиш моите зборови? Никој да не знае дека те сакам.
Ангела. Многу ни е мило што во драмското студио немаме само глумци, туку имаме и експерти од разни области. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за тенисот? Да, секако дека можам. Тенисот е многу интересна игра. Започнала да се игра пред 400 години, а Вимблдон е првиот турнир во тенис и се одржува 140 години. Колку турнири имаш годишно? Јас играм портокалов тенис за деца од 8 до 10 години. Има 10 турнири годишно. Минатата година играв дури на 5. Како се храниш? Јадам разновидна храна богата со овошје и зеленчук, која мора да ја јаде секој дете, а посебно спортистите. Колку време трае еден тренинг? Секој тренинг трае по 1 час, а јас тренирам 3 пати во неделата. Што е најтешко, што е најсмешно на часот по тенис? Најтешко е кога треба да му земеме на тренерот поени, а најсмешно кога некој не внимава на час и тренерот го удира со тениско топче. Колку медали имаш освоено досега? На турнирите кои играв имам освоено 1 трофеј од прво место и 5 дипломи. Каде тренирате во зима и како издржуваш летно време на 50 степени на тренинг? Во зима тренираме во сала. Летно време секојаш тренираме надвор и сме облечени во кратки панталони или во сукња. Колку стомачни можеш да направиш и колку километри трчаш по теренот на еден тренинг? Можам да направам 60 стомачни. Не знам колку можам да истрчам, никогаш не сум мерела. Дали пратиш Роланд Гарос и кој е твојот омилен тенисер или тенисерка и зошто? Пратам турнири и омилен тенисер ми е Новак Џоковиќ, дека тој игра многу добро и ми се допаѓа неговата игра. Благодариме Ангела за одвоеното време и се гледаме на час следната седмица. Ви благодарам и вам на поканата. Tamo kaj Vardar svoji vodi toči,
Прекршок е нешто кога ќе бидат минати границите и ќе прекршиш нешто. Прекршок ќе прекршиш некое право и мора, ако ќе ти дадат казна и треба да платиш. Ако немаш толку пари, мораш неколку дена да оставиш во затвор. Кога има донесено правило да се однесеш баба, ти да го прекршиш правилото и да не се однесеш. Да ја греба масата и некој кажал да не се греба масата и тој го прекршил правилото. Некој дете, родителите му кажале да не излегува надвор само, а тоа излегува, тоа е прекршок. Прекршок е кога се колите се удрат. На кошарка овака која ќе направи, значи некој го удрил, го согнал, му удрил бок. Или со колите кога ќе направат судар. Прекршок значи нешто кога ќе го прекрши законот, се јавува на полиција и така кажува: некој ми ја удрил колата кога возел и јас го видов, ама отиде бргу на црвено и така. Тогаш прекрши нешто. И пак има знак, например, како да не се оди таму, што уште се гради и ќе отидат. Некој човек ќе си оди ќе сопне за кај другиот ќе памне. Ќе стане Или во школа и кога ќе бутнеме нека не се кајки, ќе трчаме, он ќе се залете и ќе го удри. Да ќе памнеме. Па, например, некој фудбалер ако сопне друг, ако го бутне, например, со нога, и кога ќе го бутне, судијата ќе му даде прекршок. Ако мажите и жените клучат да се разберат, тоа е прекршок. Ако фати земјотрес да сруши згради, тоа е прекршок. Прекршок е исто како во приказната на Црвегин, каква прекршува на патот, како тоа е. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гај да свири, дедо мене наш во пензија. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, да свири, дедо мене наш во пензија. 220 волти, кога загрмат, сите комши во двор лудуваат. Тетка Душка па има растрина стамена, коси куват и лудуваат. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гај да свири, дедо мене наш во пензија. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гај да свири, дедо мене наш во пензија. Баба Севда вика, тропа на врата, а пак мене си ја гушна бочвата. Пие вино, свири гајда, рок-н-рол со нас, вели деца денес вие сте ми спас. Визма стара и гитара,
фамилија. Лука, замисли комшо да треба да тренира тенис. Ха-ха-ха, помислам дека ќе се откаже уште на првиот час. Ти текнували дека требаше да вежбаат аеробик со дедо Менде, Петко, а Лина беше инструкторка. Да, се сеќавам и дека ги извади светилките на терасата само за да не вежба. Пустиот комшо, па и лажеше дека ја повредил раката. Но на крај се добро се заврши. А нашиот комшо, затоа и го сакаме. Добар е, но понекогаш прави бели. И да не заборавиме, не е работата да правиме нешто затоа што сите го прават. Мораме да откриеме што сакаме да правиме без да се малтретираме. А дали вие знаете што сакате да правите? Како? Како какао, цел свет е вкусен, како какао. Барабирабирам, 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 барабирабирам. Јас сум како фраер, А јас сум како дама. ние сме си пар, пароди са зграда. Се вкусно, по децата што не знаат, а старите мудруваат. Сите сме си различни, на милион начини. Се вкусно, како какао, како какао, цел свет е вкусен, како какао. Барабирабирам, 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 барабираби. Ние сме ко едно, сите да сме заедно. All together. Заедно се сакаме, како што ви свириме. Се вкусно, како цел свет е вкусен, како Јас и моите пријатели многу сакаме да се храниме правилно. Од секој оброк си правиме забава. Сладко грозје, вкусна салата, сочни домати и јаболка. Но порано не се храневме така. Јадевме хамбургери, пржени комбирчиња, Чипс, пица со кашкавал, торта. Петко, Кажи, газирани сокови И секогаш јадевме иста храна. Секој понекогаш јаде таква храна. таа мириса добро. И ја има насекаде. Луѓето се обидуваат да ме натераат да јадам здрава храна. Но залудно. Но еден ден во нашето училиште дојде ново девојче. Се викаше Ена. Опа! Кога дојде време за ручек, таа избра салата и ми рече дека секогаш се труди да се храни правилно. Дали вие се храните правилно? Да се хранам правилно? Зошто? Да се храниш правилно значи да јадеш разновидна храна. Погодете што ќе ви се случи ако пиете
пиете многу газирани сокови. Што? Ќе ви се појават дамки на лицето и зъбите ќе ви се расипат. А ако не јадете свежо овоше и зеленчук, често ќе кашлате и настинувате. Од мрсната храна само ќе се здебелите. Нема да имате кондиција, а може и да се разболите. Јас не сакав тоа да ми се случи. И од тогаш се хранам правилно како Ена. Опа! Здравата храна ни дава се што ни е потребно за да растеме и да бидеме здрави. Правилната исхрана исто така ни помага да сме полни со енергија и живост. А од време на време се уште можеме да се почестиме. Петко, Кажи! Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. одјавиме најдобрата радиска емисија на сите времиња, ќе ви кажеме уште нешто. Емилија Добрева, нашата другарка од 5+ драмското студио, напишала песна и победила на општинскиот надпревар во Киселавода. Темата била: најдобар начин да ја предвидиш својата иднина е да ја создадеш. А сега ќе ја чуете и песната. Се уште сум мала и не знам што ќе бидам, за да можам себе се во иднината да се видам. Желбе си имам сладки како мед, но училиштето е прво, а после се поред. Како мала се обидов да играм балет, тренирав фудбал, дриблав, жонглирав и така се поред.
На ракоме ти одбека одев јас со радост, а баба била ракометарка во својата младост. Тргнав на курс, јазици учам јас и секоја сабота сум на компјутер на час. Ме влече филм, глума и маски, може ке скокам по театарските даски. Дали да бидам заболекар и да поправам запчиња или да работам во аптека и да продавам апчиња? Дали да бидам докторка и да работам во болница или да ткаам килими со шарена волница? Дали да летнам на небото со голем авион или да играм за своето земје на голем стадион? Се уште сум мала и што ќе бидам ќе видам, но секогаш и секаде горда македонка ќе бидам. Јухи, Секогаш е побаво да си направите сами првоаприлска маска, отколку да купувате готова од некоја продавница. Благодариме за вашето внимание. Уживајте во учењето, уживајте во дружењето. И не заборавајте дека треба повеќе да се смеете и да читате книги. Чао, до следната емисија. Italiani, hola español, hello Great Britain, e jaz bi rekel Ciao Italiani, hola español, hello Great Britain, e jaz bi rekel Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Hallo aus Deutschland, salut de France. Neka bidat si te srekni so muzika i tanc. Hallo aus Deutschland, salut de France. Neka bidat si te srekni so muzika i tanc. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Marhaba Arab, na meste Indija, najvažna od se da se sakame ti jaz. Marhaba Arab, na meste Indija, najvažno od se da se sakame ti jaz. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Tatuate te sakam kako den, seni senioru, I love you živem. Te sakam kako den, I love you živem. Te sakam kako den, I love you živem. I love you živem. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus FM. 5 plus FM на брановите на Индекс Радио.